Nije Radovišani, za odmor ne zna ime. Seko jutro rano, sokošovi na ramo, aj na tutun berenje. Seko jutro rano, sokošovi na ramo, aj na tutun berenje. Lis po lis go krši me. Lis po lis go niži me. Lis po lis go suši me i bali go pravi me. Nama na pol nosi me. Cena će te zaboruvat, cena će te zaboruvat. Peta, šesta i trlo, tutu notvi ne čini, prazni se vraćajte. Peta, šesta i trlo, tutu notvi ne čini, prazni se vraćajte. Ova сказна е за малиот ученик Стојче од Радовиш, чиј слабичок грб го носи товарот на 5-члено семејство во кое приходи не пристигаат ни за најпотребното. Тој учи, но повеќе мисли на издршката на семејството. Тоа е дете чии радости се поматени и потиснати од тешките грижи. Тоа е стар мал, по надворешност дете, а по резони возрасен. Сите кафани во Радовиш ги шетам. А кога доаѓаат од Скопје, од Тито Велес, од Прилеп, Битола, луѓе што ме познават мене радовишани, ме викат да и пеам. Зашто си ме, мајко, родила, леле, цел живота не си ме видела. Ti si maško čedo rodila, lelele, i na drug si radost majko darila, lele o fama, lelele, i na drug si radost majko darila. А кога јас ги испеам сите песни, певам и македонски, и српски, и босански, и цигански, и сите песни ги пеам. Они кога ми дават пари и ми викат: сакаш ли да јадеш? Јас точно и кажам: оти ми се јаде. Затоа оти ми се јаде да идам дома само ќе јадам леп. И тие мене пари, они што ќе ми ги дадат, ги носам на мајка ми скришно од татко ми, оти ако ги дадам на татко ми, он ќе ги испие. Ние сме од село, сме дојделе тука, пошто имавме една момичка од 9 години, ни се удавил бунар. И откако ни се удави, пострадахме ние. Јас се поболех малку од тогај. Сад сум добра, ама од онака ни се удавила и ние пострадахме. Знаеш, јас се разболех скоро 3 години. И така и не може, чехме сега. Ја и тука како сме дојдели, така вака не може нешто. И мажо ми фана и он по пиење малку. Мушки се увреде, ама. Ние, како те кажам, рече го никако. Кога не сме одделени од народот. С малку леп, с малку катак, с малку облекло. И така ние со сите некако прекараваме. Овде сум пред 13 години сниман со еден уредник од телевизија Скопје, кога прв пат снимав за телевизија.
Ова не е куќа, туку руина во која Стојче мудро и поучно е нашол песната како излез од тешката сиромаштија. Песна тука не се пее. Таа се слуша само по кафеаните, од устата на обдареното дете, за срам на возрастните, за ручек и динар 2, за кои се купува леп, сол и пипер. Се оставија мајка ми и татко ми 1969 година. Знаеш, на сето немајне човек удара на пиење. Оти, со 230 грама ракија, ништо не може да купиш дома. А така ќе напуниш главата, ќе му се тркалеш, ќе легнеш. А татко ми под дејство на алкохол, можда не е размислувал ништо, и рекол, ја исцувал, така, фактички ја исцувал, и мајка ми у тај момент, кога рекол, ти не мислиш за мене, ја исчи за тебе. И така се оставија татко ми мајка. 4 септември 1972 година, у 7 сато вечер, ја отидов, се враќам дома, тоа беше есен, како што објаснувам 4 септември, се враќам дома, гледам татко ми лежи пред прагот на куќата. Ја му викам еднаш, 2 пати, 3 пати, тате, а он никако не ми се одзовува. И јас се уплаши, викам, да не е, викам, умен случајно. Кога го дигнав, го фати кога го дигнав и само рече, ох, и така почина мојот татко. Почнав сам да се бринам за својот живот, да мислам за све. И еден ден ми текна, викам, чекај, кидам до еден директор, треба да се најави директорот. До еден директор треба да имам Коста Манасиев, тој беше директор на фабриката Декортекс. Му рекол, директоре, дали може да ме примете као чирак во оваа работна организација? Он ми рече, те знам убаво, вика, ќе се јавиш после една недела, јас ќе зборувам со моите, вика, инженери, и како што ќе биде, вика, ќе ти кажам. После недела ќе дојдеш, или ќе дојдеш дома. Ја му отидов дома, немаше ни недела, 4 дена мина, немаше ни недела, отидов дома, викам, директоре, шо бидна? Он вика, можеш, вика, утре, вика, да дојдеш петок, да дојдеш кај мене, вика, 72 година, кол декември месец, ќе дојдеш кај мене, вика, и ќе свршиме работата. Ме прима као чирак машинен бравар, и ја му викам, директоре, ја у 9 сато јадам, а дома немам пари, ако ми давате некој динар, може, као чирак, а не ги плаќаа чираците тогаш, само за занајат ги плаќаа, што учат занат. Ако може, викам, да се барем еднаш рана, овде, еднаш на сабари у 9 сатот и еднаш во 5 сатот на вечер. И директорот ме прифати положението, ми рече, нема грешка, Стојче, ќе доваѓаш секој вечер во 5 сата овде, ќе вечераш, знае, вика, тој стражарот на капијата, на стражарата и ќе те пушти, нема проблема. Ја одам, се најадам, работите ги извршувам преку дента, навечер се најадам таму и одам сега, мислам од кај да земам, да дојдам до пари. Сите имаат пари, а немам пари. Со моето пеење се снабдував баш не доста со пари, али тие години и тие пари доволно ми беа. Ден ноќе одам, скитам јас леле, пеам, свирам, играм и плачам, и на тебе долгови ти враќам јас. Херои биди мила, мајко ти леле, што си среќна звезда родила. Јас ке светам, мајко, како си ај леле, за мојот мила мајко роден крај, леле офама, леле, за
Јас сум Славчо Андонов, жит од Радовиш. По случај на Стојче Наков, имаах желба. Това дете беше од средина, бедна, а иначе послужно и природно надарно за песни. У една прилика друштво едно го наградуват. И како дете пажно на мене ми дава, разбираш ли, средства си ги дава кај мене да ги чувам. Меđutim, иницијатива саках тоа дете да испадне на површина, тие средства му ги ставих во банка и с цел, како и можел тоа дете малко да се спаси. Ово е книжката на Стојче Наков, во која што е законски заступник Славчо Андонов. Во истата има внесено известна свота која што се зголемува. Од истата книжка не смее тој да подига се додека не наполни 18 години. Ова е книжка која што ја чував 12 години, додека Стојче наполни 18 години. Книжката ја чувах за средствата да не бидат злоупотребени. Четврти јануар 1975 година одидов ја војска и му се јавив на Чичко Славчо Андонов. Му викам, Чичко Славчо, јавам војска, а ќе ти пишам од таму да ми ги прекеш парите, кога ќе ми требаат пари, да ми взимаш од банка да ми ги прекеш. И он баш ми даде тогаш 10.000 заплата човекот. Вика, само одиш војска, викам сам. Баш му беа падна криво сите ги испраќаат со мајки, со татковци, со браќа. Мене ме испрати другарите и постариот брат. Стигнав во војска во Краљево. Ме регрутира шофер во Краљево, стигнав во војска. И сите јадат, пијат, има кантина, иде слеват у град. Јас се осеќам вака непријатно. Дава 3.000 динари плата, војничка плата. И ја едно писмо му напишам на Чичко Славчо, викам, Чичко Славчо, прати ми неколку динари, за да можам да заминам 1-2 месеци. Он фактички ми прати 100.000 и ми рече, рачунај, тие да се и последни и први, пошто парите се твои, ти ќе се вратиш од војска, пак ќе се твои парите. Не пиеш, не пушиш, нема зошто вика да ти треба. Ти дава плата, вика, имаш другари, некој пат ти ке часи, некој пат они ке часи, али они тие знаат ситуацијата, нема шо вика да барат од тебе, вика. Ја ми даде 100.000 и целиот војнички рок, после ме префрлија од Краљево, кога заврши обуката, во Тито Ужице, као возач. Целиот војни рок го поминам со 100.000. Пред да си идам од војска, 4. април 76 година, капетанот мој Илија Ковачевиќ многу ме сакаше, пошто тој немаше деца. Многу ме сакаше. И ја му викам, друже капетане, ја треба, викам, да идам дома. И он ми даде еден десетар и му рече на десетарот, десетаре, води ga u neku robnu kuću da se obuče taj momak. Ja odidov со војничко дело, а излегов као господин со добро дело, со најдобро дело. И кога фактички капетон нареди да ми купат одело. Кога се вратив, парите веќе што ги имав тие све во банка ми беа истрошени. И почнах да мислам сега
вака веќе поголем се разбираш, и ослужил војска, тие работи, све. И еден ден му одам на Миле Когутанов, председателот на општината, Радовиш. Во војска беше регрутиран во ауто единица и каде го служи поштено својот воен рок и по враќањето негово со квалификација возачка, мислам, се договоривме у тоа време со другарите раководители и директори, бидејќи тоа време се отвараше и рудникот Бучим, имаа потреба од возачи, со заеднички договарање на другарите од Бучим и нашите тука од општината се направи напор и луѓето го приемија на работа. На 3 август 76 година ми вели ќе додиш, вика, утре на работа. Ја од радост цела вечер спијам, мислам и у сонот си пеам и викам од утре сум веќе на работа. Свој човек, ќе си имам плата. 76 година. Ја одам утре сабе на работа и он ми вика добар ден, Стојче, добро утро. Вика, ти си од денеска на работа кај нас во работната организација Бучим као фигурант. После тоа се укажа потреба да се земе возило и решиме да му се даде тоа возило на Стојче. Тој го прими возилото, после тоа дојде до промена на тоа возило и така да еве Стојче до ден денеска е во рудникот Бучим, применја некаде околу 76 година. Обаваше некои работи, што преди малку спомнав како фигурант, меѓутоа после стана возач, се ожени, формира и тој своја породица, фамилија. Така да и неговите претпоставени, а и ние колегите сме задоволни не само од неговиот однос како човек и како возач, него и однос со негов према возилото. Педантен е во тој однос, зашто знае и самиот дека од тоа возило екзистира. Ај, кад сам синоć посела из Дучана, ај, кад сам синоć... Ајде, качи се, од позади се качи. Да. Мораш да ги качуваш луѓето. Знаеш како ти е да одиш пешки, тие работи. Нова е снег сега, ладно е тука. Ветар има. Ја пораснав со песма и песмата ми е едно мене задоволство во животот. Ја и без разлика што работам во Бучим, слободното време, сабот и недела, и петок, сабот и недела го користам пак со некои мои состави, поранешни состави од поранешните години. Со некои мои состави се пеам. Затоа сакам да кажам дека ја без песна и кога јадам пеам. Значи без песна ја не можам да живеам. Не кажувај либе добрано, не оди дома рано ти, најзгодно време е во ноќта, прекрасна е ова ноќта. Ја подигнав кредит 2,5 милиона и си купив фичо. Кога си купив фичо, мина 5 месеци, 6 месеци мина. Еден ден вака се шетам со фичото, на враќањето на раскрсницата Чишиново тамо Кочани, Штип, ми текна, викам, чекај, кидам кај војнички другар, имам војнички другар во војска од Облишево, Кочанско. И кога стигнав тамо во Облишево, го сетам другар ми.
Тој веќе беше приклучен околу 5 сата. Јуни месец. 78. Но викам, другар, како е, викам, овде? Има ли девојчиња? Он ме праша во Радовиш како е. Ја викам, оти има све е добро. И у еден миг минеше мојата невеста, облечена од терана, све. Ја го прашам, кој е оваа женска? Толку убаво, викам, да дорена, викам, алде и викам. Он ми вика, таа женска, вика, тешко, вика, доаѓаш до неа. Зошто бе, викам? Ти си, вика, сиромашко дете, вика. Вика, добро, ако си, вика, ептен, вика, некој стварно да се представиш. Представи се и упознае. Го праша другарот, како се вика? Она вика, се вика Јорданка. Минејќи на пут, она јаде се, мојата невеста, јаде се сунчуглед. И ја, вака, по неискусен, туку снајдлив се снајдев. И реков, Јорданка, и она се обрна, и ме погледна, а фичото ми беше паркирано, ми свиреше музика таму, има касетофон. И ден денеска ми стои во државната кола во тамчето. И ја прашав, дали нели ме познава, аж почнав тие работи вамо. И она, момичката се зачуди, од кај, вика, прв пат те гледам, вика, од кај ме те познав, вика. Прв пат во живот, ја почнав да ја лажам тамо, викам, заедно, викам, седевме во школа, тие работи, машки работи, лажливи работи. И оно седнам девојчето до мене и гледам, оно реагира, ја реагирам, викам, па ќе видиме, викам, понатаму што ќе стани. Јас се викам Јорданка Накова. Јас бев во Германија 3 години, таму се и моите родители. И кога се вратив на одмор од Германија овде, го запознав Стојчо и се запознавме, се омаживме на 9 јули 1978 година и до сега многу добро живееме, многу добро иде животот, па не знам, понатаму, не знам друго што да кажам. Ево имаме и син. Јас работам као шофер 5 години. Од малечко, од детинство, кога бев као дете, сите мои пријатели и комши, како да ги кажам, шофери, и мене тоа у детинство ми остана да бидам јас шофер. И дојде денот кога се вратив од војска, ме прима као шофер. Во рудникот Бучим ги извршувам сите работи кога ме праќаат на пат широм Македонија, широм Југославија, а моето љубов према возилото сакам да ми биде чисто испеглано, дотерано, одмачкано, затоа што јадам од тоа возило, јадам ја и мојата фамилија леп.
Нова место беше наша стара куќа, кој живеевме ја и брат ми, по оставањето на татко ми и мајка ми. Потоа ја разрушивме старата куќа и ја направивме оваа куќа. У слободно време со брат ми кога дојдеме од работа или сабота и недела, ќе фатиме или ја ќе мешам на машината или ќе носам малтер на мајсторите за да ја зидиме нагоре. Ова ми е мојот стан кој сега живеем под кирија. Ова ми е мојата кујна кој ќе направам куќата. Во новата куќа тие ствари се ќе ги преселам. Ова ми е дневната соба. Ова ми е мојата жена и мојот син. Како си, сине? Во ова место ќе ми остане као гража, понатаму ќе ми остане ниша. Ова е мојата спална, мојот тросет и мало вака регалче. Кога ќе направам по големата куќа, ќе си купам регали и голема спална и други работи. А сега ќе ви испевам песната што ја пеев пред 10 години на телевизија. Јас ракија, мамо, не пијам, помејани, мамо, ќе одам, помејани, мамо, ќе одам, рујно вино, мамо, не пијам. Јас ракија, мамо, не пијам, помејани, мамо, ќе одам. Јас ракија, мамо, не пијам, помејани, мамо, ќе одам. Ова е мојот син Дејан, има 17 месеци. Имам една љубов спрема него да го изучам, да не биде исто како по мојот пат, пошто он све има, и татко и мајка. Сакам да го исколувам мојот син Дејан, да биде школан човек, да заврши школа, да биде ползен на оваа заедница.